Почитувани, добар ден. Вие го следите најновото издание на Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме со вас во ова издание. ММФ бара намалување на субвенциите на електричната енергија за домаќинствата и за малите потрошувачи. Владата прифаќа и следната година ќе одвои 60% за субвенции место ланските 80%. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики изјави дека се прифатливи сугестиите на Меѓународниот монетарен фонд и дека зголемувањето на цената ќе падне на товар на поголемите корисници. Со проширување на третиот и четвртиот тарифен блок и така за најранливите категории и оние кои штедат ќе се задржи истата цена на електричната енергија. Блок тарифите и нивниот опсег нема да се намалат, бидејќи со нив домаќинствата штедат. Блоковите донесоа резултати и има заштеди од 16%. Не уверува председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Во меѓувреме Евана Хоум ќе ни кажат колку пари ќе не чини струјата. Од Регуларната комисија за енергетика дигаат раменици. Дали ќе има поскапување на струјата и колку ќе ни каже Евана Хоум. Ќе има ли или ќе нема промени? Тоа е прво што ќе ве прашаме во ова издание на Црвена линија. На кого да веруваме? И сега ќе се намалуваат блоковите или нема да се намалуваат? Ќе плаќаме повеќе или помалку? Како и да е, секако ќе ве посетиме да не заследите на Facebook, ако не сте го сториле тоа, и на Twitter како Црвена линија, профилот на Телма телевизија, на овие социјални медиуми и секако задолжително на Instagram. По заследувањето на Instagram, она што секогаш треба да го направите е да проверите анкетата на Instagram Story и веднаш да земете учество. А како? Со ваши одговори на нашето прашање. А еве што ве прашуваме денес. На кого да веруваме? Под А имате опција на господинот Бетики, под Б на Бислимовски или пак под В ниту на едниот, ниту на другиот. Како и да е, по се изгледа ќе им веруваме на Евана Хоум и секако на сметките кога ќе стасаат на крајот на месецот. А за да се подготвиме заедно со вас за денешната дискусија, секако ќе го погледнеме и прилогот на Ирена Чачкова. Цената на струјата за домаќинствата и малите потрошувачи оди во рацете на Евана Хоум. Регулаторната комисија повеќе нема да ја пресметува и одредува. Тоа ќе биде задача на австриската компанија. Новината е во согласност со Законот за енергетика и ќе почне да важи од оваа година. Формулата за пресметка нема да се менува. Универзалниот снабдувач ќе ја утврди новата цена и ќе ја достави до регулаторна, каде регулаторите ќе кажат дали е коректна. Дали трошоците за набавка им се тие, дали трошоците за маржата, дали за маркет операторот и сето тоа ќе го провериме, ќе видиме. Да бидат санкционирани ако не е како што треба. Кој ќе биде? Ќе им вратиме, ќе им кажеме дека тоа не е применето, но и Евана Хоум го знае тарифниот систем го. Неизвестно е дали со ваквата промена цената на струјата би била повисока или пак тоа нема да се случи, затоа што досега регулатор на дел од пријавените трошоци на енергетските компании не ги прифаќаше. Освен што ќе направи проверка на одлуката, неизвестно е и дали регулаторите ќе можат да интервенираат во износот. А ќе имате можност за интервенција во цената доколку е нереално? Не знаеме, и ние прв пат го применуваме, ќе видиме како ќе биде. Сепак, какви сметки ќе плаќаат граѓаните од јануари најмногу ќе зависи од тоа по која цена ЕСМ ќе ја продава својата струја на Евана Хоум, која сега изнесува 53 евра за мегават час. Според владини извори, најверојатно ќе се намали затоа што за тоа има простор, но се уште е рано да се каже. Се подготвува и нов повик за универзален снабдувач на електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата, затоа што на Евана му истекува 5-годишниот договор. Дали ќе остане австриската компанија или пак можеби ќе биде ЕСМ продажба или некој друг, ќе се знае до крајот на годинава. По правило, оној кој ќе понуди најниска маржа треба да биде новиот универзален снабдувач. А сега продолжуваме секако со вас. Го имаме и првиот гледач, па да ги слушнеме одговорите на денешните прашања. Ќе има или ќе нема промени? Што мисли гледачот? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер секако. Па еве, ќе има ли промени според вас? Времето ти не ми веруваш мене. Вака вика, знаеш до кој се намове? Но денот може да не биде и сега е колку 8 часа, може и 6.
не знам до кога е тој, до Водици или до кој, или до Стара Нова година, до тога се намалuje. Денот ќе биде и 6 часа, сега е 8, помалу од 8. Ајде да не ги губиме секундите, многу сакаме да слушаме. Затоа зборувам тоа, затоа што ќе не фати ноќ, а треба да упалиме светло, да упалиме грејалки, да така, упалиме... добро. Знаеш зашто ова го кажем? И самиот Марко Бислимовски не знае. Ние џабе коментираме. Меѓутоа, тука владата треба, гледаш кој збориме за Евана, кој збориме па австралискиот, нели? Ја продававме бомбона бизнис на австралиците, па тие ќе ни кажат нас како, или тие ќе ја продават на другого и нова, и затоа ние сме во една шема кој никој одржава, знаеш како народски да каже, немаме маш, кој ќе застане да рече, ова вака ќе биде. Може некој од владата да излезе сега, не ќе ја субвенцираме сујата, па било што да биде, па макар и војна. Ке плаќаме повеќе или помалку, што мислите? Како друг ќе ни каже. Затоа кој слуша некој гледачи после мене, нас ни треба од некој од надвор. Па кој се овие што доаѓа овие 7 години, не се од надвор? Одговори, не верувам никому. Ни дали ќе плаќаме повеќе или помалку според вас? Кој ќе добие у јануар сметка таму, ќе ти кажам, сега не знам ништо. Во ред, благодарам. Сега кој знаевте и еве дадовте и мислење и одговори во однос на нашите прашања и благодарам сега кој ве што вие ја отворивте оваа црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден ти на Одрачиново. Пак има ли промени според вас? Кому да веруваме сега? Види, вербата е да веруваме веќе, тоа се знае, немаме каде да веруваме, него јас би поставувам да прашање до Марко Бислимовски, пошто не е тука на екран и тешко да се видиме со него. Треба да знаеме уште колку фирми, функционерски фирми постојат во СМ или во ЛМ. Изгледа последната Евана што купува, ево нешто купува од последно 6-7 фирми, од големите наши функционери. Зашто ние се жалиме од надвор? Од надвор имаме една фирма, Евана аустријска, а колко тие натре што се функционерски фирми се вклучени во СМ и во ЛМ. И сега Евана плаќа зима од нив. Значи 7 рака. 8 рака плаќаме ние. Јас ти кажувам сметката вчера е пример. Јас имам 20 кубика дрва, греалка во мој дом не постои. Мој дом само има болер 2 патни неделно. Електрични такви работи више не ги употребуваме, затоа се грееме на дрва. Мене ми дојде 4413 денари сметка. И сега, дали е тоа паушално доаѓа, тие струјомерите се нови, изгледа само ги наштелуват и не утепа со ова. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите и да слушнете останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Да ви кажам, ова владава, ЕСМ, ЕЛМ, кај човек како да ги нарече кој мој више, значи го претерава. Покачива, ДДВ-то го покачива. Струјата ја покачуваат во најголемата сезона на грејење, значи сега веќе почнува зимата. Ги натерава луѓето печките да ги фрлат да купат инвертер крими. И сега им дојде ова како печатница за пари. Супер, го натеравме народот на струја, нека се грее. Овако, сега сака, не ќе мора да плаќа. Па ја не знам, со честа исклучоци овако, да речеме некои што имат парно и дрва и ред други работи, други ве што се греат на струја, дали има некој испод, како да кажам, 1000 киловати. Све се над 1000, 200, 300, 500, 600. Значи, они точно знаат кога, како ќе плаќа и тука удираат. Значи, ова е невидена срамота. Ја не знам зашто постои ова агенција или што е тука, кога има комора за енергетска. Значи, комора на енергетичари. Зошто таа комора не дојде до израз, пошто тие се толку меродавни. Овие не се дека меродавни овие агенција што е овој Бислимовски. Од рукав се вадат, там 4-5 или колку имат, не знам,
евра плата, 3000, не е битно, не ме интересира, за нив нема никаква криза. Значи, ова е треба цел народ да искочи и не зна веќе да се појави да каже. Значи, така фино, тактички го манипулираат, малку по малку. Па срамота е ова, што не... Ке подсетам само внимателно со 90 секунди, тоа е време трењето, но како и да е, повторно можете да го завртите бројот. Благодарам секако за учеството во Црвена линија. Одиме со следниот гледач и веднаш еве ќе го поставиме и нашето анкетно прашање на Instagram стори до гледачот и секако ќе ве подсетиме дека секој од вас може да одговори доколку не заследи на Instagram. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Како и да е, еве ќе подсетиме на какво прашање можете да одговорите, а и ние секако со нетрпение очекуваме таму некаде кон крајот на ова издание на Црвена линија за да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Значи, анкетата денес има едно едноставно прашање до сите вас, ако може да ја покажеме, ете така, на кого да веруваме. Тоа е оно што ве прашуваме на Инстаграм, имате 3 опции за одговор. Едната е под А на Битики, под Б на Бислимовски или пак под В ниту на едниот, ниту на другиот. И секако ќе подсетам, еве, иако добро стартувавме со Црвена линија, од технички аспекти, јас само ве замолувам секогаш да го имате основното и главно правило во Црвена линија, а тоа е дека веднаш по вртењето на 02-307-0005 треба да се намали тонот на телевизорот. Целосно е особено важи за оние кои што нели се вклучуваат можеби за прв пат во Црвена линија. Сега ќе ги вклучиме малку и твитерџи во однос на нели за тоа како да се заштеди струја, колкави ќе бидат цените. Џокер еве како напишал на Твитер. За заштеда на електрична енергија LED сијалица троши 10 пати помалку струја од обичната сијалица. Значи, твитерџи меѓусебно и си даваат и совети, идејни решенија, но ние ве прашуваме дали ќе има поскапување на струјата и колку ќе чини тоа според вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Дали ќе плаќаме поскапа струја или поевтина? Кога нешто е монопол, не можеме ни додиме, ова не е на тезга, па ако е негде поевтино да купиме поевтино. Струјата е монопол, Евана е монопол, шо сака тоа може да ни праве и колку пари сака може да туре струјата и шо сака да уведе и ефтина и скапа тарифа и ноќна смена или како тоа. Значи, шо ме монопол, нема спас од Евана. Добро, се уште ве слушаме. Гледачот беше куси јасен и тоа многу помалку од 90 секунди, но секако јасно го искажа својот став. Добро, продолжуваме со вас. Ке подсетиме дека ве прашуваме дали сега според вас ќе се намалуваат блоковите или нема, како ви се чини? Ќе има ли промена на сметките и дали според вас ќе има поскапување на струјата драстично или не, на кому да веруваме? Тоа е оно што сакаме денес да го слушнеме од вас. Добар ден! Дали имаме гледач на линија? Добар ден! Добро, како и да е, јас само ќе подсетам уште еднаш да не заборавите дека можете оваа дискусија и секако да ја продолжите и да ја водите преку коментари, се разбира преку шернување и лекнување на нашата Facebook страница, тука сме и на Twitter, а воедно ќе ве подсетам да го заследите и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што се разбира и пред и по завршување на Црвена линија можете да развиете дискусија со останатите кои што не следат и секако и на таков начин да го искажете вашето и мислење и ставови, секако да дадете одговори на нашиве прашања. Ке ве подсетам и за уште една работа. Се разбира, доколку сакате да бидете супер информирани, брзо и ефикасно, следете не и на telma.com.mk. Предност имаат гледачите. Добар ден.
Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам дека ќе плаќаме многу помалку струја, затоа што ни воведоа ефтина струја, нели? И сега ние уствари од 13 до 15 часот ќе акумулираме топлина, значи ќе се згрееме тие 2 сата, а после ќе седиме на ладно. Ова исто така ќе готвиме тие 2 сата, значи што ни направи они Тина, па ова е убавина, значи зашто ваква тема сте ставиле, колку ќе плаќаме, па уживанција е ова, значи ефтина струја 2 сати, абе што да ти кажам, па вие па што сте на работа, па гревчиња, па вие ќе плаќате скапа, иначе за нас пензионерите ова нешто да знаеш, мислам, луѓето само критикуваат без везе, иначе ова е нешто убаво што ни го направија. Значи, стварно што рече гледачката, ги натера луѓето да се греат на струја и сега најнаш замисли што им прават. Замисли каков стрес е тоа, Тина, за човекот што се грее на струја. Замисли ти каква психолошка војна ни водат. Замисли колку си ги качија платите они и сега за нас обичните смртници баш им е гајле, дали ти ќе се смрзнуваш, дали ќе имаш, дали ќе немаш, како ќе ја платиш сметката, ако не ја платиш камати на камати, ќе се чудиш и што е ова, живот ли е ова, Тина? Еве сега у пензионерски денови како да ќе кажам за мене, еве како да живееш кога си под стрес. А тек за вас младите не сакам уште ни да помислам. Значи страшно нешто е, така да многу сум разочарана, не верувам на никого, веруваш или не, баш никој, сите не лажат. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Еве можевте да слушнете досега кои беа одговорите на оние кои што се вклучија во црвена линија и сега како размислуваат и кои се нивните одговори на овие наши прашања. Ке се намалуваат блоковите или не? Што мисли следниот гледач? Ке слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ке се намалуваат ли блоковите или не? Како ви се чини? Па блоковите нема да се намалуваат, ама цената ќе расте. После ова денеска што го кажа овој председателот на регулаторна комисија дека Евана ќе ја соопштува цената, тоа е исто како на лап да му фрлите месо и да му речете да не јаде. Да не го јаде. Буквално е тоа сега од 1 декември. Меѓутоа се покажа уште една лагана виделина, тоа е од она Евана цело време што тврдеше дека од јули месец, од јуни месец до декември треба простор за да ги штелува саатите за ефтината струја, видовте дека она ништо од тоа не направила. И сега повторно, оние што не се на тоа далинско штелување, треба да чекаат ефтина струја, тие 60 или 600 колку се домакинства, повторно ќе треба да чекаат да им дојдат дома да ги штелуваат. Сега треба да се праша Евана, зошто до сега не ги штелуваше саатите? Бидејќи, ако се сеќавате, кога беше минатиот пат кога разговаравме, они го бараа одложувањето ради тоа што им треба време за да го штелуваат системот. А сега повторно кажуваат дека нема пак да почнат први за сите да биде ефтината струја, затоа што ќе треба саатите да се штелуваат. Колку пати ќе ги штелуваат они тие саати? Се покажа дека цело време го манипулираат народот, тоест го лажат. Бидејќи, ако нема ефтина струја, ќе видите дека они може за еден ден да ги прештелуваат саатите, меѓутоа ако треба нешто да воведат, гледате им треба година дена. Ја не знам како другачи, би требало вие новинарите да ги прашате зошто во јуни месец бара одлагање на примената на почетокот на ефтината струја. Благодарам многу за јавувањето. Има уште еден твит кој што датира од 8 октомври. Репресиран напишал: поскапа храна за 5% со покачување на ДДВ од 5% на 10%. Поскапа акциза за увоз на половни возила. Поскапа струја од јуни за 10%. За власта кавијари, џипови, а за народот лепи сол и скршено фиќо. Што ли уште треба да ни направат за да се обединиме и ги испратиме во историја? А ние ве прашуваме, пред се ќе плаќаме или како ви се чини, повеќе или помалку? Дали ќе се намалуваат сега блоковите или не? Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво. Ја право да ти кажам, ќе се нафатам тој операторот со струја што го шамараше на тој Бислимовски. Кај него сакам да се претплатам, тој мислам дека ќе биде најпоштен во дистрибуција на струја до мојот дом. Се додека такви, како што го спомнав, оперираат со системот за струја,
Ние нема никад да имаме напредок во оваа држава, затоа што само личниот профит си го гледаат и више ама ништо друго не ги занима. Па дали ти ќе имаш да платиш струја или нема да имаш да платиш, не име гајле. Се овие блокови се да малку ме асоцираат на оние блок 5, блок 4, блок 3 тамо. Или виолински клиш што беше нели некако блокче исто. До часовите ли поликовно? Да, па тие блоковите. Види вака, и тие блокови ги измислија пред година-две кога беше, кога се собираа таму па као некои филозофи, па као размислуваат нешто. Па сте ги гледале Монти Пајтон и на времето имаше еден скеч како размислуваат сите таму Хегел, Мегел, сите како размислуваат. И да донесат одлука дека топката треба да се шутне. Ме разбирате, играат такми са такви филозофи и мислат што треба да направат. Им текна шутирање топката, еурека и тргна. Така и овие продавачи на басно. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму да видиме кој одговори и еве какви прогнози во однос на цената на струјата ќе даде следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, црвена линија. Бидете поздравени вие и сите гледачи што се јавуваат. Благодарам. Одма да ви одговорам. Јас мислам дека ќе се зголеми 20% струјата. Зашто? Уште богатите кога воведоа такса за нас, за србите и за маđарите, тоа беше политички, пошто на состанок отидува во Кина и зенат воведа. А Бислимовски е поставен од владата. Тој нека не рипа многу, пошто може Бетики и Ковачевски за 24 часа да го сменам. А тој е ставен тука само да ублажи народот, да не се нервира, да рече, еве јас се борам за вас, ќе се смали струјата, нема да се качи, тој е само пувки фрла на народот. Тој се зима голема плата, му е гајле за народот, дали ќе им... А ви гарантираме, памте, 20% ќе се качи струјата. Бидете поздравени, све најдобро. Се најдобро, благодарам за јавувањето. Еве малку повторно ќе ги вклучиме и твитерџи. Сега ќе ви предочаме една дискусија на Твитер од септември 16. Никола Неловски напишал да Македонија има преевтина струја. Во Австрија плаќаме 0,30 евра по киловат час, една тарифа без ефтина. Пресметај колку е македонската. Иронично, иста фирма е и тука и таму. Рон Ван Демистри напишал на ова: ако е преевтина, тогаш зошто е најскапа струјата во регионот? Имаше пред некој месец статистика дека плаќаме поскапа струја од Албанија и од Косово. Лудило. А ние ве прашуваме на кого да веруваме, ќе има ли или ќе нема промени и ви се чини сега ќе има намалување на блоковите или ќе нема? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Вака сега. Јас сакам само да кажам дека добро е се додека имаме струја. Толку од мене. Толку само? Да. А еве на кого му верувате? Тоа не е анкетата на Бислимовски, на Бетики или пак ниту на едниот, ниту на другиот? Вака сега, дали мислите дека некој од народот во Македонија му верува на некого? Никој на никого не му верува. Така да, јас сум среќен што се уште имаме струја. Само тоа сакам да кажам. Така, големо благодарам. И тоа е одговор. Колку и да е кус, е јасен и секако одговор. Продолжете да не гледате. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тина. Поздрав од тебе, поздрав од телевизија Телма. Најголем поздрав и до вас секако. И сега гледач од Струмица. Сега струјата нема да се намали, ќе се покачи, како што кажа човекот, над 20%. А овие што им веруваме, јас ти кажам, на никој не верувам. И како ќе повеќе би верувал на поп од толку на нив, бидејќи попот кога ќе те отпее, ова веќе назад нема враќање. Овие денес ќе кажат ова, утре друго. Значи овие се најголемите лажговци. И сега за струјата па ќе кажам. Кога е евра толку добра, јас имам два струјомера за некој. Едниот струјомер, струјата исклуча од склопка. Редовно плаќам 3 години од 420 до 460 денари. Значи никаква потрошна струја нула. Значи само улично треба 108. 424 се јавам во Скопје до Ева, се жалиме, на кој ќе се жали? Нема на кој пак ништо. Мене ме едно интересира.
Каде одат од украдените пари? Еве, кај мене, јас живеам на село, има комшика, кој што сама живее. Нема ни перално, ни купатело, ништо. Да се јади си тоа ноќе не свети највеќе да седи. Знаеш по колку плаќа струја? По 3600. Дали веруваш? 3600. Јас лично се јавам до неја во Скопје. Добро, кажи им на бабата од Скопје, кажа дека нема да плаќа, да не ја плаќа оваа белешка. Бабата ќе на нула треба. На бабата пак и доаѓа по 3600. Замислите во каква држава живееме. На 1200, 12.000 пензија, 3600. Јас дека на 12.000 инвалидска пензија, 2600, 2008 и плюс на едно од това стројмер по 460. Благодарам за вклучувањето. Ке подсетам, имајте го во предвид тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува на 90-та секунда. Сега кој сака дополнителни 90 секунди, слободно завртете го повторно телефонскиот број. На Твитер дрндарњарења, или ова е одговорено на дрндарњарења најверојатно, е напишано следното. Кој како доаѓа на власт е полош од предходниот. Нема надеж за нас. А ние ве прашуваме на кого да веруваме сега. Дали според вас ќе има промени на сметките за струја? И ќе се намалуваат блоковите според вас или нема? Како ви се чини? Добар ден. Добар ден. Повелете. Црвена линија Сотина? Да, во црвена линија Сотина сте, повелете. Да, видите, за струјата беше збор. Значи струјата тие користат капиталистите. Не дерат до гола кожа. Не е тоа бомбона, него горчица бизнис. Тоа господјата Шеќеринска од порано го кажуваше, бомбона бизнис. Ние имаме струја и сите во комшилукот да ги снабдиме со струја. Сите држави, толку сме богати. Нигде хидроцентралите не се вметнуваат во набавката на струја, нити гасната централа од тето, се тоа и тие што ги викаат вештачки сега на сонцето струјни колектори, како ги викаат, се е тоа измислена работа. Капитализмот дебело царува и ние не бислимоски, не на кого да му веруваме, на денарот ќе му веруваме, на еврото. Сите злато собираат за да си бегаат и 200 години ќе живеат нивните фамилии со тоа што го крадат од Македонија. Ви благодарам и имајте убав ден. Благодарам многу и секако и ние ви посакуваме се најубаво и препорачуваме да останете сепак со црвена линија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете, во црвена линија сте. Еве, јас многу просто ќе прокоментирам. Никој од гледачите што досега се јави, не кажа за колку му се покачила сметката од последното покачување на струјата. Значи, никој не се најде паметен да каже јас плаќав 1000 денари, сега плаќам 1500, него доаѓаат луѓе па кажуваат 20% ќе се покачи, јас ќе речам 80% ќе се покачи, ама фактичката состојба не е таа. И уште нешто ќе кажам, кај нас пред секои избори доаѓаат 800.000 избеглици. И се прават населби во Штип, во не знам каде, 800.000 избеглици доаѓаат пред секои избори. Добро, вие сте забележале... Дали ќе се покачи, еве јас да ве прашам, што мислите вие, дали ќе се покачи цената на струјата за 20%? Еве, општо ја прашувам популацијава македонска. И нека каже секој што се, еве, јас сметки имам, ќе ви ги приложам сметките, мене сметките ми се намалија кај последното покачување на струјата. Затоа што влегувам во првата категорија на потрошувачи. А ќе има ли промена на блоговите сега, како ви се чини? И слушајте ја пресконференцијата на надлежниот орган и ќе видите дали ќе има или ќе нема. Ма јас вас ве прашувам, не јас ја слушав и кажувам дека ќе нема. Така, тоа човекот сакаме така да кажа. Ете тоа е тоа. А сега ние да предпоставуваме кој што кажал, еве во Австралија е многу поскапа струјата. Што да правиме сега? Платите се исти со Австралија? А сега нафтата е иста во Австралија или како продаваат на лондонска берза нафта? Викаат овој танкер за Македонија е нема $80 барел да биде, ќе биде 20, пошто е сиромашна Македонија. Така се продава нафта?
Така, благодарам многу за јавувањето. Ете, слушате секој од гледачите какви одговори дава. Продолжуваме секако со вас. Можеби со некој ќе се сложите, со некој не. Како и да е, еве ќе подсетиме дека Ветики вика ќе има, Бислимовски вика ќе нема. Она што секако прашуваме и во ова издание на Црвена линија е на кому да веруваме. Добар ден. Ало. Повелете во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Ало, јас сум така. Да, ве слушаме, повелете. Ова едниот вика ќе има, другиот ќе нема. Тоа е како, знаете, некако ќе ви мавне некој шамар, има, значи, удар, а овој други вика ќе те бранам, јас сум тука, не се секире. А шамарите ќе си ги јадеме ние, а овој вика ќе тука сум, не се секирете. Македонија што доживеа. Не само Македонија, тука е целиот Балкан, но конкретно ние мисли за Македонија. Нашето гале да си го гледаме. Па еве, се намалуваат ли блоковите според вас или не? Се не знам за какви блокови ја кажуваат. Па еве, ќе подсетиме секако ќе ви предочам. Меѓу другото, еве, ќе има ли поскапување за вас во однос на струјата? Поскапување ќе си има. Тие сијат, онај поскапување може нема да прикажат кон нас, бидејќи нели ние субвенционираат струјата. Така? Така, но еве владата прифаќа и следната година ќе одвои 60% место ланските 80%. Да ми дадете бар 30 секунди повеќе. Ќе дадеме. Е така, значи они си ја направиле шемата и на сметката што ни ја праќат, ако не ќе субвенционираме сметката, ќе ти биде 10.000, ама ти ја субвенционираме, ќе платиш 3.000. Таа е апашки пристап кон решавање на проблемите. Проблемите така не се решаваат. Не уветивме на гледача некој десетина секунди, но секако ова е жива дискусија, така да моравме и да подпрашаме со цел да ги добиеме одговорите на прашањата кои што конкретно ги поставува Црвена линија. Еве ќе подсетиме дека владата планира да го прошири тарифниот блок 3 за корисниците на електричната енергија. Тоа значи дека дел од домаќинствата кои трошат нешто под 1000 киловат-часови електрична енергија ќе имаат повисоки сметки за струја. Трошоците за електрична енергија ќе им бидат слични како на оние домаќинства кои досега според потрошувачката беа во четвртиот, односно во најскапиот тарифен блок. Вице-премиерот за економија Фатмир Битики потврди дека се работи на барањата на Меѓународниот монетарен фонд. И сега ќе се намалуваат блоковите или нема? Ќе има ли промена на цената на струјата? Добар ден. Добар ден. Повелете. Љубов ден, вам и на вашата екипа. Вака, кога ќе се намали струјата, тогаш ја ќе си го видам тилот на главата. Нема од тоа намалување. До душа мене малку ми намалиле сега, да речам. Наместо да дадам 2000 и нешто, ја дадов 1000, скоро 2000 тука беа. Ама малку е намалено. А само ни фарбаат очите. Инако ништо, да не гледаме. Мрежичка ни ставија, колку да гледаме, а малку. За смртниците нема намалување, само покачување. Се додека не ни дојде акало, не ни ќе ни настини, даваат памети тие шта што ќе дојдат. Блендирани коли ние треба да им дадеме на нив како. Да ги раниме, ќе си се напунат парички. С Богом со здравје, толку пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас, драги мои. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Момент. Ете така, и од таму се слушам како... Ќе го намалеме. Зборувам? Кина. Ете се... Вака сега. Ајде. За струјата, кој е бизнис бомбон направи? Кој би тоа на сите избори? Шекеринска. Има разлика? Ајде сега во моментот ви се чини ли дека ќе се намалуваат блоковите? Се откажуваат со се македонско, се. И со струја, и со држава, и со име, и ништо не би. Се ова е невидимо. Значи,
Еве, вие како ви изгледаат вашите сметки за цените што ги добивавте наназад? Не ме слушат. Струјата, шекерина, ќе направиме живот, бизнис вон. Дали ме слушате? Кажете ми дали гледате... Договорите, нивни. Уништувани се со струјата се. Колку пати ја покачува струјата? Уште ќе ја покачува. Колкаво покачување има на вашите сметки, ве молам? Кажи цена. Колкаво покачување сте забележиле назад кај вашите? 5, може и 20, не се знае до колку. Нема колку треба да и буџетот треба да се напуне. Нова банда. Во е банда што владее мафија, не е во партија која се грижи за државата, за граѓаните и од збор што обитува да исполнува. Се се откажува, се. Значи, треба само народ да излезе и да ги згазе. Сите заедно обединување на сите протести, заедно со студенти, пензионери. А еве што вели и вице-премиерот за економија, господинот Фатмир Бетики, вели ќе го прошириме тарифниот блок 3, најверојатно и тарифниот блок 4, со што опфатот да биде поголем за тие што трошат повеќе. А за најранливите категории на граѓани, за луѓето кои што штедат вистински електрична енергија, да останат ист тарифен модел и цената на електрична енергија или евентуалната промена на цената да не падне на товар на тие што се во првиот или вториот блок. Ке има ли сега промена на блоковите? Како ви се чини? Да, не, добар ден. Добар ден и убав ден. Па и да има и да нема промена на блоковите, тоа е индивидуално за секого. Тука гледам сијалице, па јас све сум и у двори дома, све сум со неуки, неке се грееме. Ние на сијалици, на овие сијалици. Тука е прашање греењето сега, затоа што сега веќе е зима. Кажа си преска што направива сите да се грејат на струја. Битики, на битики му е лесто 500 евра, од саат ќе добива, што него му е гајле. На другиот исто, они се нафатирани, добро може и не ни плаќаат струја они. Него ова што се прави за народот. Ја не знам како струјата во Косово и во Албанија поевтина, а они немаат некој хидропотенцијал таму и ова термо овакво. Така да нашиве изгледа овие западни хидроцентрали, струјата изгледа оди натаму во запад, па затоа ние ќе плаќаме овдека. Ова е нешто срамно што се прави. Вода продава на онде Чебрени галиште, грците да не собираат, ние не можеме, нели? 70 милиона во прашање се овдека, милиарда се фрла за пат, тој нема уопште ни да се направи ни нешто. Значи ова е толку едно крадење на народот, употреба на интелигенцијата на народот, што не знам, луѓе они више ништо не знаат, без памет се само гледат колку да повеќе да соберат и да си одат. Значи нели требаше овие фотоволтаици, еве имаме, све имаме. Значи толку не манипулираат кај се тие добивките од фотоволтаиците? Кај се ова ќе продаваат ондека вода и што тие знам не наказуваат за 60 години? А бе ова е срамота на волку крадење. Благодарам многу за јавувањето и веќе дојде времето и за реклами. Па и како што секогаш бива по рекламите, еве и да ви ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. Еве како одговорија инстаграмчи. На прашањето на кого да веруваме, на опцијата под А, Битики, одговорија 4%. Под Б, Беслимовски, одговорија 7%. А под В, ниту на едниот, ниту на другиот, 80%. Останува само да ве подсетам дека секогаш и во било кое време и треба и задоволство ќе ни биде да не заследите на Facebook, на Twitter, Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако на Instagram, па веќе во утрешната се разбира Instagram Story анкета да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во градењето на јавното мнение во однос на темите за кои што зборуваме со вас. Ке ви се заблагодарам за вашето учество во Црвена линија, но секако ќе ве подсетам дека ова не е крај на нашата дружба. Продолжуваме во една друга димензија, паралелен универзум, каде што има многу вредни награди и доволно е само да напоменам дека за денес, за среда, драги мои, наменито имаме фрижидер. Така да некој од вас денес може да си освои нов фрижидер и секако
да го заврти истиот овој број во заврти на Телма. Се гледаме за кусо време.